По вчерашниот втор круг од локалните избори, трите општини во Кочанската котлина добија нови градоначалници за наредниот 4-годишен мандатен период. Во двете поголеми понаселени општини Виница и Чешиново победија кандидатите на СДСМ, а во немалата кандидатот на ВМРО ДПМНЕ. Според неофицијални резултати на општинските изборни комисии, во Виница во вториот изборен круг гласале вкупно 10.665 избирачи. Од нив 5.570 својот глас го дале за Ивица Димитров, а 4.682 избирачи за Мартин Павлов. Тоа значи дека нов градоначалник на општина Виница Ивица Димитров, кој утрово го испил првото кафе со неговиот претходник Емил Дончев. Денес првото утринско кафе го пиевме со бившиот градоначалник Емил Дончев, така да разговаравме и на таа тема. Чекаме да завршат процедурите, уверениите од ДИК да се изготват. Неколку дена тоа престои. Се надевам дека на почетокот од следната недела ќе почнеме со работа. Во Чешиново облечево победата ја донесе Горанчо Крстев со освоени 2155 гласа или 163 повеќе од против кандидатот Горанчо Зашов со освоени 1992 гласа. По ноќта на прославувањето денеска Крстев за телевизија Кочани изјави: Јас сакам да и дадам една голема благодарност на нашите граѓани од Чешиново облишево, што искрено и честно ми ја дадоа поддршката да ми изберат за градоначалник, од тоа што луѓето по своја сама волја, без присилство, без насилство, значи луѓето искочија со слободна волја и ми ја дадоа комплет поддршката. Во немалата општина на исток од Зрновци, каде гласале вкупно 1653 избирачи, Блаже Станков стигна до третата поред изборна победа, откако во вториот круг освои 944 гласа, наспроти Иванчо Митев со 670 гласа. Една голема благодарност до сите граѓани на општина Зрновци за довербата која ми ја дадоа. Јас на вистина ќе ја оправдам оваа доверба, ќе продолжам и понатаму да работам, посветено и одговорно. Од денеска тече рокот за приговори од страна на учесниците во вториот круг од изборната трка, а откако постапката ќе биде завршена и ќе бидат врачени уверенијата на новите градоначалници и ќе биде извршено премопредавањето на градоначалничките функции.